гледачи, добро вечер. Со аплауз проследена химната на Македонија. Супер куп на Македонија во фудбал. Играат Вардар, шампионот на Македонија, и Тетекс, победникот на купот на Македонија. Секаде каде што се игра овој надпревар значи почеток на фудбалската сезона и своевиден фудбалски празник. Од различни позиции, но со идентична цел, фудбалерите на актуелниот шампиони освојувач на купот Вардар и Тетекс влегуваат во овој надпревар. Вардарци најавија дека сакаат ова предстојна сезона да ја почнат со освојување трофеј, да влезат во нов циклус во кој крајната цел е секако одбрана на шампионската титула, но и освојување на трофеот во купот. Од друга страна пак јасно е, фудбалерите на Тетекс од предстојната сезона ќе се надпреваруваат ранг пониско во втората лига. Велат дека мотив повеќе за експресно, брзо враќање во најквалитетното друштво фудбалско во нашава земја ќе им биде поттик токму освојувањето на овој трофеј во Суперкупот. По втор пат во историјата на македонскиот фудбал, откако пред 2 сезони Шкендија за прв пат го освои трофеот од Суперкупот на Фудбалската федерација на Македонија. Сега во борба за него екипите на Вардар и Тетекс. Поздрав и од мене, почитувани гледачи, од арената Филип II, од ова прекрасно фудбалско здание, но како што вели народот, без публика не е личино, затоа пота одиме со составите. Ево го составот на Вардар. Благоја Милевски се определи за овие 11 мина, еден комбиниран состав на повеќе мина фудбалери кои што се штотуку дојдени во редовите на македонскиот шампион. Значи Захов, Релич, Бојович, Димитровски, Лазаревски, Јовановски, Петрович, Симјановски, Ѓоргиев, Стојков и Костовски. Еве и формацијски: Захов во одбранбената линија Релич, Бојович, Лазаревски, Димитровски, на позиција на плеймейкери Петрович и Симјановски, тука се Ѓоргиев, Стојков, во нападот Костовски. Ево го составот на Тетекс. Практично Бојан Захариев пред само 2 дена го презеде составот на Тетекс, откако до сега стратега Гораст Михајлов изјави дека не е предизвик да води екипа во втора лига и според некои информации веќе има ангажман во странство. Еве го составот, го видовте формацијски токму во овој момент, почеток на превар. Значи Манчевски ќе биде на голот, Бетулај, Крстевски, Кралевски, Тошевски во одбраната, Петковски и Деспотовски како последни играчи за врска, Божиновски како поддршка за Филип Петковски во нападот, за постраничните позиции Ристовски и Начевски. Кралевски по линија, опитува да го пронајде Начевски, топката стигнала за Божиновски, до така е Божиновски, еве го Божиновски, може да отвори лево, се решава на удар по средината на голот. Практично ова е првиот директен удар во 38-та минута. Со играчите со кои го делеше доброто изживото до вчера. Инаку Тетекс во току гости трофеот ќе биде вистински куриозитет, паралигашка екипа со победа во купот, во Суперкупот, шанса за Вардар и останува 0-0. Човек со одлична дистрибуција на топки, кој што знаеше со прецизни пасови да овозможи шанси за постигнување гол. Сега Јовановски полека презема неговата улога, убаво фрлање, меѓутоа да видиме дали ќе има завршница. Петров во 16-сетникот, Ѓоргиев, поврат на Петров и 1-0. Ево го. Од првиот посериозен атака кон противничкиот гол, фудбалерите на Вардар стигнуваат до водство. Убава повратна. Петров влезе на почетокот на второто полувреме. Говорев дека тој треба да биде оној последен играч зад Костовски, токму кон него одеше и оваа повратна. Ќе забележиме 53-та минута, истекот на 53-та минута, кога Вардар го отвори резултатот и поведува со 1-0. Уште еднаш гледаме ова милиметарски точна упатена топка. Вардар отвора нова полуконтра, еве чисто уфрлање Ѓоргиев, бие Ѓоргиев и интервенција на Манчевски во последен момент, 56-та минута. 20 надпревар одигра и за екипата на Црвена звезда. 27 во борачот Чачак, а почна во Плевја. Јовановски од десната страна, нов центар шут, шанса за Костовски, еве позиција за гол и останува 1-0. Тоа е Ѓоргиев усечени. Како и да е, кај топката се повеќе мина фудбалери. Тука го гледаме и Лазаревски, го гледаме и Петрович и Јовановски. 6 мина фудбалерите на Тетекс во живиот зид. Јовановски бие и одличен удар кој за малку останува непрецизен.
И сега добро нафрлена топка, но Захов импонира вечерва со сигурноста. Имаше една ситуација во второто полувреме кога успеа извонредно да одбрани. Хименес, одлична топка и да видиме што ќе биде од себе ова. Нема гол. Останува 1:0. Веќе измина и оние 3 минути од судиското продолжение, па веќе на судијата Димитар Мечкаровски останува да процени колку ќе остави да се игра до крај. Немаше многу прекини во тој дел од надпреварот и веројатно очекува сега секој момент. Така е, токму тоа го прави Мечкаровски, означува крај на Суперкупот. Вардар со голот на Петров во 53-та минута стигнува до вториот трофеј во македонскиот Суперкуп по една сезона пауза, како за прв пат Суперкупа се одигра во сезоната 2010-2011. Минатата немаше ваков надпревар, а сега како најава во пресрет на новата сезона, Вардар успева да го совлада Тетекс и практично сезоната да ја почне со освојување трофеј. Ево го моментот, 53-та минута, што туку близениот Филип Петров извонредно, точно, сигурно, прецизно, силно упати. Немоќен беше голманот на Тетекс да го спречи водството. И гледате, доаѓаат честитките, првите честитки од фудбалерите на Тетекс. Свесни се дека вечерва загубија од објективно поквалитетниот Вардар. Еве сега честитки доаѓа. Сепак е едно од главните имиња, една од главните карики на Вардар, заслужи на ваков начин да започне новата сезона. Би сакале да остане во редовите на Вардар. Вардар победник на Суперкупот. Она што нашите гледачи не го гледаат, коректни аплаузи од долу, од зелениот терен, каде што се веќе фудбалерите на Тетекс и им честитаат на вардарци со аплауз. Едноставно одигра